Училиштето за прв пат вратите ги отворило во далечната 1953 година како 4-годишно образование, а од 1956 година преминало како основно 8-годишно образование. Денес во учебната 2020-2021 година во Општинското основно училиште Дедо Илјо Малешевски Берово настава следат 700 ученици и имаме 105 вработени, распоредени во едно централно и 6 подрачни училишта. Инаку, локацијата на училиштето е во централниот дел на градот. Континуирано, како низ минатите години, со цел подобрување на условите за учениците и вработените, се реализирани повеќе капитални проекти, а секако вложуваме и во воспитно-образовната работа. Оваа година дворот и влезовите во училиштето во Берово добија нов лик, односно стариот асфалт се замени со гранитни плочки. Почнавме со уредување и на просторот од задниот дел на училиштето кон улицата Моша Пијаде, каде што претходно беше направена и реконструкција на оградата. Подовите во училниците и ходниците во Берово се заменија со полиутеранска смола, односно антибактериски пот, со што водиме целосна грижа за колективното здравје. Овде ќе напоменам дека од големо значење е и заложбата на техничкиот персонал, кои водат целосна грижа за хигиената во училиштето. Минатата година старите азбестни керамиди станаа минато за училиштето, беше направена нова термоизолациона фасада, а тековно вршевме промена на старата дотраена столарија со нова ПВЦ и алуминиумска столарија. Направивме реконструкција на санитарните јазли за учениците и наставниците. Секоја година, преку проекти од ликовно образование, континуирано го разубавуваме внатрешниот простор на училиштето. Оваа година акцент дадовме на уредување на етнолошкото гатче, преку кое ја негуваме македонската култура и традиција. Условите за спорт и спортски активности континуирано ги подобруваме за учениците. Во Берово по асфалтирањето, оградувањето и осветлувањето на спортските терени ставивме нова подлога тартар со цел да ја зголемиме безбедноста на учениците, а претходно беа реконструирани и собликувалните од спортската сала. Континуирано водиме грижа и за подобрување на условите во подрачните училишта. Во подрачното училиште Будинарци беа асфалтирани спортските терени по аплицирање на проект преку УСАИД и Канцеларијата за меѓуетничка интеграција на младите во образованието. Во соработка со општина Берово реконструиран е кровот на спортската сала во подрачното училиште Двориште, а во тек е санација и на внатрешниот дел на ѕидовите на салата и училниците. Стариот дотрајан патос во училниците се замени со плочки. Претходно во подрачното училиште Двориште беше направено оградување на спортските терени во дворот на училиштето. По отворен повик од секретаријатот на владата, а водејќи грижа за аерозагадувањето, во тек е реконструкција на кров и дел од објектот во подрачното училиште во Митрашинци, а подрачните училишта од Ратево, Смоимирово и Будинарци по истиот повик за подрачните училишта од Ратево, Смоимирово и Будинарци старите ќумпиња ќе бидат заменени со печки на пелети. Претходно во подрачното училиште во Смоимирово се прегради внатрешниот простор во холот со алуминиумска столарија. Наставниот кадар и стручните соработници преку обуки и семинари постојано професионално се усовршуваат со цел да ги подобрат компетенциите, а за тоа говорат и многобројните успеси и награди што ги постигнуваат со учениците. Со нагледни средства, како училиште сме доста опремени, а следејќи ги европските трендови,
реализиравме и во теке реализација на повеќе проекти преку програмата Erasmus+, со цел наставниците и учениците да разменат знаења и искуства со европски држави како Италија, Шпанија, Романија, Литванија, Португалија и Турција, но активностите и во иднина ќе продолжат. Во училиштето се спроведуваат активностите од меѓуетничка интеграција, преку која што се гради и зацврстува мостот на дружење и почитување. За сите успеси и резултати што ги постигнува училиштето, горда сум на своите вработени, кои максимално се ангажираат и се исполнителни во своите работни задачи, за тоа говорат и многобројните успеси кои тие ги постигнуваат, а секако голема подршка имаме од локалната самоуправа, градоначалникот и советот на општина Берово. 2020 година е тешка година, односно наставата се реализира во услови на пандемија, но ние со голема заложба, јас како директор и упорноста на вработените, во ниту еден момент не дозволуваме да затаи образовниот процес, бидејќи образованието е најдобрата животна одлука, неговите корени се горчливи, но набраните плодови се сладки. И секој успех е триумф на упорноста.